Добре дојдовте во процес. Што е дислексија? Со какви проблеми се соочуваат децата кои имаат тешкоти со читањето и учењето? Постои ли грижа од државата? Како се третира оваа состојба? Дали образовниот систем може да ги препознае децата кои имаат дислексија и да им го олесни школувањето? Да го погледнеме во прилог. Бодин Попов има 25 години, има собствен бизнис, а при крај е и на студиите по Джез Академија во Штип. Тој е талентиран музичар, негов инструмент се тапаните, а во моментот свири во групата Бета Хаус. За себе вели дека од секогаш имал проблем со читањето, што околината го карактеризирала како мрзливост, се до оној момент кога сватил дека има дислексија. Така да стално се базирало тоа на некоја мрза и така, и тоа после одреден број на години некако станува и си викаш па добро, окей, мрза и некако борба на крај испаѓа. Така да тоа е затоа што јас мислам дека никој не знае да го препознае тоа и второ дека во образовниот систем немаме уште луѓе кои што се спремни да работат со една таква група на деца кои што не се уопште нималку интелигентни или не знам сите етикети што ни ги лепеле истекот на годините кои што се апсолутно непотребни. Не ги разбирам уопште. Јас имам, како што ви кажа, 25 години, родител на едно дете, бенд, успешно работам, бизнис собствен, така да никој од страна е до сега прв пат кога не сум разговарал со луѓето од Сдруженијето Ајнштајн, дури јас сам не бев свесен дека имам нешто така. Родителите не ми правеа никаков притисок, тоа сум многу благодарен, него во семе поддржува и ми вика као окей, добро, гледај само да не идеш на полагање и терај си други работи што мислиш да си тераш. А наставниците беше тешко затоа што одма има онаков еден став као ете вие не учите, не ќе да учите, па ти си не знам ваков, таков, па ти криминалец, па не знам што и сите тие работи се испреплетуваат и на крај немаш никаков здрав однос со професорот, него бараш нешто на страна да видиш што како функционира. Ја конкретно све што имам научено од Discovery што сум гледал, значи филмови, историја, многу сум благодарен на професорот Јово се викаше, зашто не натераше да учиме од учебник, него ни ги раскажуваше работите, историја знам можда подобро од многу луѓе што имаат учено. Така да не се ни они криви, значи ја не ги кривам нив, никој не е крив у ситуацијата, проблемот е затоа што никој не се позанимавал со тој проблем да искочи на виделено, значи да луѓето знаат дека тоа постои кај нас, дека луѓето го имаат, дека не е ништо страшно, дека ние не сме мрзливи, глупи, не ќеме да учиме или не знам што, него дека едноставно тоа е тоа и дека треба да се најде метод кој што на нас ќе ни одговара за да може све да функционира како што би функционирало нормално. Така да кога тоа ќе се осознае, ќе види бидејќи едно мало дете тоа не може да го свати од 6 години. Ја не сум го сваќал прв пат, сум сватил негде на 14-15 години дека окей, ја нешто имам проблем конкретно со читањето, дај да го решиме. Ја на пример за 30 страни ми треба саат и кусур да ги прочитам. И тоа е многу концентрација се губи, многу напор без потреба. И Кире Иванов од Штип има дислексија. Негова дарба е цртањето. Кире е самоук сликар и со молив успева да ја представи сликата така како што ја гледа во природата. Студент е на втора година на правниот факултет, а за себе вели дека со малку повеќе труд успева да ги положи испитите. Желба му е во животот да се занимава со работи поврзани со уметноста. Дека има дислексија сватил пред 4 години кога гледал филм на оваа тема. Од тогаш почнал да истражува на интернет, гледал документарни филмови и осознавал повеќе за оваа состојба. Во текот на образованието ми беше многу тешко, неправилно ги изговарав зборовите, додека читав и зборував, ми се мешаа буквите додека пишував есеи и домашни задачи. Се сеќавам на систематски преглед. Учителката им рече на лекарите да ми дадат упат за логопед, бидејќи сум имал говорна мана. Во средно училиште еден професор го читаше мојот есеј, нагласувајќи ги грешките при пишувањето. Имав и се уште имам тешкоти при учење. Ми треба повеќе пати да прочитам една дефиниција за да ја разберам. Моите врсници често ми велеа дека сум неписмен, дека не знам да читам, дека сум глуп. И до ден денес поради тоа имам трема кога треба да читам или зборувам пред поголема група на луѓе. Дури и моите родители ме споредуваат со сестра ми. Како можела таа толку бргу да ги запамети лекциите, а мене ми требало цел час за да ја разберам една дефиниција. Сум бил мрзлив и сум имал недостаток на концентрација.
раскажува за процес